Добар ден, драги гледачи. Денеска се наоѓаме како и вика самиот назив на резортот блиску до градот. Денеска ќе ве запознаеме со убавината на природа блиску до градот Скопје. Каде да избегате за викенд со вашата фамилија или саканата особа и каде може да се ги напоите батериите. Добар ден, пред све како сте? Многу добро. Кажете ми денеска што спремаме? Денеска ќе спремаме еден бифтек, значи во сос од бело винце, малце путер, лупче и ќе направиме една топла контекст салат. Ајде да почнеме. Така, кажете ми бифтекот го печеме, пржиме то. Така, значи те пече со малте маслино теки, малте рузмарин и лупче, односно старо лупче става внатре, за да ги добие своите ароми. Значи идеме 5 минути од едната страна, 5 минути од другата страна за некој медиум ред, да речеме така. Кажете ми кога последен пат трчала кравава? Мислам дека тоа било негде околу 2 недели. Значи свежо месо. Да, свежо. Сега вака ќе се исече малце путерче, односно идеме сега со топла контекст салата, на која ќе го сервираме бифтекот. Кажете ми, јас слушнав дека имате кариера преку 30 години. Дали е тоа вистина? Вистина, да. Од 95-та година сум во кујните низ Македонија, низ светот, така да... Дали може да кажете дека сте можда еден од најдобрите во Македонија? Па не би рекол, има многу млади деца кои што ја видоа светската кујна, али сепак е постарите искуството е кај нас, така да... Што би им препорачале на младите готвачи? Да не избегуваат од кујна и да гледаат како се готви, како се спремаат јадењата. Значи, едноставно да не отсеќаат тој умор, тоа е тој бродски систем, како би се нарекол. Да. 10-11 сати работно време и така натака и така натака. Вака да ве прашаме, кога можеме да зброите колку работно време имате за сите години колку што работите, колку сати на прилика? Таш негде околу собрано негде 6 години. Значи работите цело време до смени? Да. Да, Една смена не сме работи. Колку сакате да работите? Кога е љубов е тоа? Па љубов доведува дури и да спиеме во кујните, да се издока новиот нареден ден, да. Слушате работите, да ти спиете на работно место. А кажете ми на вас како на готвач, кој ви е омилено јело за спремање? Омилено јадење? Така може да се каже морската храна, рибните специјалитети, пошто ви по професија сум рибар и готвач е рибар. Да. Не умеам многу да лажам, али тоа што е, да. Ајде извојде ми едно рибче кое што ви е омилено за спремање. Па би рекол еден предпон. Кога ќе имаме прилика тоа да го пробаме? Јас сега сакам све да пробам, со душа. По наредна прилика ќе пробаме и тоа. Договорено. Процесот е малку подолг за него, али е така специфичен и мислам дека ќе бидете задоволни. Јас си работам, си додадов вкусен, си додадов све, однос си ставаме малце винце. Што точно виното му прави на метата? Па едноставно, значи го мекнува, му дава еден шмек многу подруг, така да и никош не се става вино кој не ќеме да го пиеме. Односно се проспи тоа убаво вино. Тоа е првата работа, која што наредните готвачи треба да го научат тоа, а газдите викаат не ставај капо вино, така да... Вие се значи за подкапата се крека. Точно така. Односно виното кое што е многу убаво да пие. Со тоа те готви. Едно да малце сланче уште малце, се тоа ќе промешаме. А колку време треба за добар бифтек да се испрша? Па негде околу 10 минути што се работи на тава, значи тавата е еден склоп на вкусови, што е различно малку од грилот, односно кари и такви работи. Кога се работи на тава се постига многу добра температура и сите вкусови остануваат тук. Значи може да се работи со лажица, да се фрелие бифтекот, да биде многу поточен и така натака и така натака. Додека кога се работи на скарата малце го суши, како да кажем. Да. А, кажете ми, што мислите, зошто толку скапо да се јаде бифтек? Скапо е еден специјализиран, односно прва класа, екстра класа на месо. Да. Скапо, не би рекол дека е скапо, тука во Македонија, значи, кај нас, негде околу 1200-1300 денари, не е нешто скапо. Додека на западот е многу поскапо. Менито на ресторанот се содржи исклучиво само од ексклузивни рецепти и специјалитети, приготвени со голема љубов од шефот на кујната.
Започнувајќи од фини морски специјалитети, завршувајќи до ексклузивни специјалитети од бифтек, тартуф и шкампи, зачинети со вкусот на внимателно одбрани вина. А кажете ми, дали памтите може некоја незгода која што сте ја имале во текот на попење од време на целата кариера? Па имало, значи, почнувајќи од тој период, значи, која беше транзицијата, минимални услови, минимално технички услови, имало палење скара, лизга пот и така натака и така натака. Да. Така да не било чудо ништо, али се продолжувало со работа. Сакам да кажам, све тоа го памтите како некои убави Точно така, точно така, значи, едни спомени кои што останале, али сето тоа створило една добра работна навика. А кажете ми, што најмногу јадат македонците? Македонците највише бијат раки. Да. А за јадење кој место го избојеле? Па би го извоил, значи, селското месо, да. Кобасица. Так, да. Селско месо, значи, она во таа спремено така во грбне, со кашкавалче, тие, радче, да. Малце печурче внатре, малце може крас, малце хромиче, така. Значи, македонците се така едноставни и традиционални, ще се века. Така е. Дури игравче на тача. Кој му готви на готвачот? Готвачот, значи, сам се снаој. Не имате никаква помош? Па не би рекол дека имам помош, да. Моментално се тоа. Најдеме никаква готвачка? Сега да се Не? Задоволни сте само со работа? Оаза на мир и вкус, на само неколку минути од градската врева, скриен во природната убавина на Варвара, се наоѓа ресортот во склоп на ресторанот блиску до градот, кое е совршено место за сите љубители на вкусна храна, опуштена атмосфера и автентично гостопримство. Но овој ресторант не е само за љубителите на гастрономските задоволства. Тоа е вистински рај за сите кои сакаат да избегаат од градскиот метеж. Со својот мирен амбиент, живописна природа околу него и чистиот воздух, ресторанот ви нуди можност целосно да се релаксирате и да уживате во секој момент. Просторот е совршен за семејни ручеци, романтични вечери или друштвени собери, со топлината на домакините и нивната посветеност. На секој гостин ќе се чувствувате како дома, а сепак сосема надвор од секојдневието. Доаѓајќи тука, ќе доживеете момент кој ќе го запаметите. Храна што раскажува приказни, природа што го освојува вашето срце и атмосфера што ве враќа повторно и повторно. Зошто да чекате? Посетете го ресторанот во склоп на ресортот блиску до градот, во близина на Варвара и дозволете му на овој мал рај да ве маѓепса.